Беше тоа на 28. октомври 1869 година, кога во Охрид е роден Стефан Јакимов Дедов, македонски деец, основач на македонскиот клуб со читалиште во Белград, издавач на неговиот орган Балкански гласник и во Софија на весниците Балкан и Курир, член на Македонското научно-литературно другарство во Санкт Петербург и коавтор заедно со Мишајков на меморандумот до руската влада, прва македонско национално ослободителна програма. Умре во Софија на 19 септември 1914 година. Беше тоа на 28 октомври 1912 година, кога по ослободувањето на Мелник и околијата и по воспоставувањето на местната народна власт, во која покрај македонската имало припадници на влашката, на грчката и други народности, Сандански формирал одред од 300 луѓе, заедно со војводите Стоју Хаджиев, Димитар Арнаудов, Ѓорги Казепов, Крсто Чапрашиков и четата на Бујнов, кој останал на лекување во Неврокоп. На маски и коњи тргнале за Солун. Одредот од 300 македонци, предводен од Сандански, заедно со бугарската коњаничка група на мајорот Цонев, влегол во Солун. На 28 октомври 1947 година во Скопје во Киното Култура, филмските работници на Македонија го организираа првиот филмски преглед. Во него е прикажан секојдневниот живот во Републиката, активностите на градежништвото, прославата на 9 септември во Пиринска Македонија и бербата на памукот во Струмишко. Сниматели беа Трајче Попов и Благоја Дрнков. Беше тоа на 28 октомври 1992 година, кога во Собранието на Република Македонија пратениците го изгласаа Законот за државјанство. Услов за добивање на државјанство е 15 годишен престој во Република Македонија. Беше тоа на 28 октомври 1989 година, кога во Скопје почина Димитар Гешовски, театарски, филмски и телевизиски артист. Во својата богата уметничка дејност остварил над 100 театарски, телевизиски и филмски ликови. Како еден од водечките глумци на Народниот театар во Прилеп во првата негова деценија, Гешовски повремено се занимавал и со режија. Ја постави комедијата Роднини од Америка, реализира и една куклена представа. Димитар Гешовски е добитник на неколку признанија, меѓу кои и наградата 13 ноември. Беше тоа на 28 октомври 2006 година, кога почина еден од последните доајени на македонската народна музика, Наско Џорлев. Со неговата армоника зад себе има оставено стотици песни, како Не кажува и Ливе добра ноќ, Во струмица на улица, Фато мори душманке, Кажи, кажи облачеле бело, Дедо мили златни и многу други.